Адвокати, директори, банкари вработени во јавна администрација, но и менаџери на кафе барови, ноќни клубови и ресторани биле редовни клиенти кои набавувале кокаин од организираната криминална група. Дрога продавали вработен на висока позиција во Царинската управа. МВР приведе 12 инволвирани, меѓу апсените се и купувачи, но и лидерот на организираната група, а полициската акција почнала кога тој имал обид преку Скопскиот аеродром да се даде во бегство. Уапсени се уште двајца членови на групата, а по еден се трага, информира полицијата. Четворица скопјани заработија кривична пријава за неовластена продажба на дрога. МВР и обвинителството истрагата ја спроведувале 3 месеци. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција издало вечерва 12 вкупно наредби за претрес на повеќе локации во Скопје. Голем дел од локациите се наоѓаат токму во Рачиново и во Сингилич. Организираната група била идентификувана како строга хиерархиска поставеност која се занимавала со набавка на голема количина кокаин, го препакувале, мешале и продавале на корисници од Скопје. Групата барала информации за мерките што ги преземало МВР, но и судските постапки што се воделе против нив. Кон купувачите на кокаин се заканували и насилно се однесувале ако не плаќале редовно. Токму преку продажбата, четворицата припадници на групата заработувале голема сума на пари, инвестирајќи во купување на луксузни автомобили, станови и изградба на куќи, соопштува МВР. Од извршените претреси пронајдени и привремено одземени се одредена количина на кокаин, парични средства 6300 швајцарски франци, 150 американски долари, 150 евра, 28500 денари, 5 луксузни патнички возила марка Jaguar, BMW, Audi A8, Chevrolet Kalos и Seat Altea, еден пиштол марка Карл Валтер, 2 пушки 52 куршуми различен калибар, 2 панцира, 2 мали дигитални ваги, повеќе мобилни телефони, држачи за сим картици, 2 USB и документација за возило. Количината и квалитетот на пронедениот и одземен кокаин дополнително ќе биде утврден со кримтехничко вештачење. За пиштолот и двете пушки ќе бидат поднесени кривични пријави за неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје. МВР истрагата ќе ја прошири кон полициските службеници за кои се сомневаат дека биле поврзани со веќе разбиената организирана криминална група за продажба на дрога.